Многу сум задоволен од последните надпревари што учествував. Од последните 3-4 надпревари по 20 сениорскиот и младинскиот надпревари што ги имаше последните неколку недели, односно овој месец. На последните надпревари учествував 400 пречки, трискок, далечина, 100 метри и други дисциплини. Најистакнати резултати што ги имаше постигнато на 400 пречки, каде што бев многу блиску за бутање на државниот рекорд на под 20 и под 18 години, иако ова година ми е прва година како под 18 години учествувач. Други многу задоволни резултати од претходните дисциплини имам на далечина и на трискок. На далечина имам рипнато 6 метри, а на трискок 12:41, што сум многу задоволен од моите успеси до сега, но се надевам дека во наредните надпревари можеме уште подобро. Што е оно на што ќе целиш во надпреварите што ќе следуваат во новата сезона? Па повеќе тренинг, повеќе дисциплина и повеќе сама доверба во самиот себе, со тоа што само ова лето со мојот професор Филип да тренирам и да давам што повеќе од себе за наредните надпревари. Јас оваа сезона остварив одлични резултати. Најмногу учествувам во трките со пречки, како што се 100 метри со пречки и 400 метри со пречки, како и скокачките дисциплини скок во далечина и трискок. Иако имам само 14 години, јас сепак имам победно во трката на 400 метри со пречки во категоријата по 20 години. И под 18 години имам прво место во 100 метри со пречки, каде што исто така сум во двете дисциплини сум многу блиску во националните рекорди под 16 години. Но што ќе ставиш акцент во сезоната што предстои, дали ќе целиш кон некои поголеми достигнувања, рекорди? Да. Оваа сезона ќе ја целам кон повеќе достигнувања и рекорди. Исто така учествувам и во скокачките дисциплини, скок во далечина, трискок, каде што во мојата категорија и категорија повисоко сум најдобра. Па, ова сезона за мене беше доста интересна, со добри резултати и добри надпревари. Имав неколку добри времења на 110 метри со пречки, тоа ми беше главната дисциплина и на оваа дисциплина го освоив првото место на младинското поединечно првенство, а исто така моментално и пробувам да остварам нов национален рекорд на истата дисциплина за по 20 години. Оваа сезона имаше и малку некои послаби резултати поради одредени повреди, но се на се успешна сезона за мене, но и за нашиот клуб. Оваа сезона успеавме после неколку години да го освоиме сениорскиот куп. Тоа е најголемиот и најважниот надпревар во текот на целата година. А сега ќе продолжиме со тренинзи и ќе се надеваме на уште подобри резултати. Беше неизвестно во одреден дел, но мора да кажам, очекувавме освојање целокупно и на сениорскиот куп како најважен надпревар. Иако имаше некои така дури промени на една недела пред надпреварот, пропозиции се, беше така доволно јака екипа оваа година да без проблем целокупно се освои. Како што спомена Михаил, претходно женската екипа 4 години имаше проблем, доминантно освојуваше, машката екипа беше на второ место. Сега машката екипа убедливо направи победа и целокупно освојување на сениорскиот куп, зашто во атлетика се пресметува одделно женска, одделно машка, има прогласување и целокупно се води како ранкинг, збир од сите резултати машки и женски. Така е ова година Атлетски клуб Куманово го освои целокупно сениорскиот куп и има ранкинг на крајот од година од тие државни првенства поединечни. За сега сме убедливо први сега и на сениорската ранг листа, одлично завршуваме секогаш сме последниве 2-3 години или прв клуб или втор на сите поединечни под 18, под 14, под 16, обично први сме, значи и по 20 години првенства. Оно што ме радува да иако помалу број на екипа, поради квалитетот на секој од овие поединци, успеаваме да се носиме со со сите други клубови. Инаку сезоната беше исполнета со многу надпревари, атлетски митинзи и државни првенства под 14, под 16, под 18 и под
20 години, каде што поминавме супри, имаме секоја категорија убедливо најмногу да кажам први места и останува уште сениорското поединечно првенство што ќе биде сега, тоа е поединечно за прогласување и во надпреварите во септември кои што се помал дел за завршување официјално на сезона, така што за сениорскиот ранкинг мислам дека доволно имаме разлика и без проблем ќе ја довршиме сезоната да бидеме пак севкупно на целокупно на крајот од година прогласен како најдобар клуб. На што ќе биде ставен фокусот во сезоната што предстои, со какви амбиции ќе влезете? Па, сакаме исполнување повеќе критериуми за влез во репрезентација и учество на барем на балкански првенства. Овие неколку дечиња се доста млади и постигнуваат успех одличен во повозрастни категории. Еве, например, Јана е дури премлада, не и се дозволува учество надвор во репрезентација, зашто тоа е во атлетика дозволено само над 16 фактички години. Значи, таа нема право да учествува во ниедна репрезентација, а веќе е прва, така што треба да чекаме уште цела 2 години. Значи, толку помлада од таа минимална возраст, но се сконцентрираме сега на постигнување државни рекорди. Исто и со Ведран Николовски, тоа е оној врв мерак на најдобро постигнување во историја на Македонија на таа дисциплина, тој резултат. И тоа е нешто што секогаш е најголемото задоволство, најголемиот мерак, да кажеме, во кариерата на еден атлетичарка.